почнуваме. Денеска ќе збориме на тема како да ги постигнеме целите во новата година. Фактички е традиционално предавање кое што го правам секоја нова година пред да заврши новата година. Во суштина, традиционалното моето предавање за нова година е кога имаше предавање во живо, да го направиме ова предавање пред крајот на новата година или на самиот почеток на новата година, поради тоа што традиционално луѓето за новата година сака да замислат некои нешта кои што сака да се остварат во новата година. Така да денеска ќе зборувам за точки кои што може да ви помогнат полесно да ги постигнете целите во новата година и како да дојдеме до нив. Обично, на крајот на ова предавање може да се запишете цел и да си почнете да си ја пишувате целта, односно за мислата која што сакате да се оствари во 2022 година и да видиме колку ќе бидеме успешни во работите. Не мора да е 2022, може да биде до 2025, до 2028, кој да е таргет, односно кој да цел да се ставите и рок во време за да се оствари, едноставно направете си игра сами со вас, за да видите дали би можеле да ги оствариме или дали би можеле да ги постигнеме тие цели. Така да ова предавање има за цел да ви помогне да ги остварите вашите цели. Ако сакате, можете да си ги напишете на лист хартија, после ова предавање да си ги некаде ставите во фиоке или во некое кутивче и отворите ги наредната година. Да видиме дали оваа година сме одработиле нешто од минатата година. И тие што бевте со мене минатата година на ова предавање ви го кажав истото. Така да ако имате листот кај вие, сега ќе ве прашам кај ви е листот на тие што бевте со мене минатата година, го имав истото ова предавање, традиционално секоја година го имам ова предавање, исто предавање, ќе ми биде досадно можеби на тие лани што биле со мене. Но за оние кои што се нови, знам дека има многу нови гледачи оваа година, ќе ви биде нешто кое што е ново. Значи, поентата на ова предавање е како да ги постигнеме целите во новата година. И за таа цел најдов некои работи, извадоци од нешта кои што сум ги прочитал од Хабарт и сакам да ви прочитам некои нешта како да дојдеме до нешто кое што сакаме да го постави, да го постигнеме во наредната година. Гледайте, фактички, кога човекот ќе си донесе некакви одлуки, или ајде така да кажеме постулати, зборот постулат баш значи нешто да сакаш да причиниш да се случи, причинско размислување, нешто што сакаме да направиме да се деси. Сакам да имам предавање со многу луѓе, сакам да станам подобар мотивацијски тренер, сакам да станам подобар мотивацијски говорник, сакам да одржам мотивацијско предавање со 2000 луѓе и така натаму. Кој да е целта, постулатот за мислата која што човекот ја има, може да му се оствари и обично и се остваруваат, нели? За жал некојаш луѓето носат негативни одлуки во нивниот живот, имаат негативни идеи за нивниот живот кои што се едноставно без врска работи. Некогаш на некои луѓе негативните одлуки кои што ги донеле во фаза на разочарување, во фаза на кризна ситуација и така натаму, може да им го се уште да им го раководат животот, нели? Разочараните луѓе ќе се разочараат, ќе донесат некоја одлука. Уште ви викам на луѓето, немојте кога сте разочарани и ниско со емоциите да носите одлуки, поради тоа што таа одлука која што ќе донесете не е опстаночна одлука. Опстаночната одлука ја носиме кога сме убаво расположени, кога сме добри со емоциите. Но фактички зборот постулат е на некој начин да, што значи? Тоа значи да предизвикаме размислување или некаква размисла и вика значи причинско размислување. Ова е дефиниција од Хабарт за што е постулат. Причинско размислување значи ние сакаме нештото да се деси, сме причина и сакаме нештото да го причиниме. Ние имаме замисла нештото да се деси, свесни сме дека тоа нешто сакаме да го направиме и сакаме да предизвикаме тоа нешто да се случи. Сега ако имате замисла што е тоа што сакате добро да се случи во нова година, окей, можете да си го ставите во вашиот ум и ајде да видиме дали ќе ни помогнат некои од овие материјали за колку полесно можеме да ги постигнеме тие цели. Така да имаме издвоено
некои извадоци во мојот компјутер, така да ќе ви читам денеска малку повеќе, поради тоа што сакам да едноставно да добиете многу подобро разбирање за тоа што сакам да го објаснам. И вели вака, збори Хабард во едно предавање тука за нешто што се вика позитивен постулат. Зборот позитивен постулат значи да нема негативност во него. Значи, ако имаме постулат, сакам тој и тоа да се случи, немам негативна размисла во мене, леле, ама нема да се случи, ама глупости зборам, ама не е така и така натаму. Вика, но, од точка на гледиште на позитивниот постулат, не постои негативен аспект. Вика, едноставно рипната е целата категорија на негативизам. Гледайте, ако сакаме да направиме идеја, постулат, некоја цел, зошто да мораме устој постулат да ставаме негативизам? Значи, првата работа е мораме да имаме позитивен постулат. Мораме да сме сигурен, позитивен. Знаеш, кога ќе речат луѓе сигурен, ама е позитивен човек, абе ќе се деси, абе што се секираш, супер е. Ама, ако на тој позитивен постулат му залепите и негативизам, потешко негативизмот кој што е прикачен на позитивниот постулат е кочница за тој постулат. Гледате, кочница е. Кочница е. Сега, имате некојаш луѓе ќе донесат некој негативен постулат. Имате некоја девојка ќе се разочара од целиот машки род и ќе рече, абе, најдобро животот сама да си бидам. И сега тој постулат брка работа, се додека не е храбра да го смени тој постулат. Затоа што подобро е да донесе позитивен постулат, да рече, не сум го нашла момчето сега за сега, ама знам дека во иднина ќе го најдам, тој сигурен сум дека ќе го најдам, затоа што универзумот ме сака и затоа што ја го сакам универзумот, и она ќе се рече, ќе си го најдам момчето. Позитивен постулат. Немојте да ставате негативизми во постулатот. Така да, у суштина, вие кога ќе дојде да ставите, сакам тој и тоа да се случи, може би затоа што некои луѓе ни збореле. Знаете, луѓе во зборат на таа тема, на тема имагинација, на тема постулати, што е тоа што сакате да го направите, и одеднаш ти се јавува баба ти, татко ти, мајка ти, абе што сањараш, ма какви глупости се тоа, абе кај бе синко ти се тука. Гледате, тој негативизам е дел од нашиот ум, но вика, рипнете го целиот негативизам, игнорирај го негативизмот. Она што сакаш да го оставиш е позитивниот постулат, дека тоа што сакаш да се случи, ќе се случи. И немаш ни малку негативизам поврзано со тоа. Лете, првата работа која што ќе ни помогне целта да се оствари, е да го игнорираме буката на негативните мисли кои што ни брмчат во нашиот ум, додека ние го правиме сигурниот, позитивниот постулат или позитивната замисла или имагинација. Сакам тој и тоа да се случи. И у истиот момент после тоа ти доаѓа некоја негативна мисла, која што е у суштина контра на тоа. И која што ќе ти даде сомнеш, која ќе ти даде негативизам, која што ќе ти каже дека не можеш, ама тоа го рипаме. Океј, реактивен ум е тоа. Битието што сте вие, во овој момент сакате нешто позитивно се случи и донесувате одлука што е тоа што сакате да се случи. И го замислувате тоа и идете тоа да се случи. Сега, значи првата работа што е многу важна е да знаеме дека мораме да имаме позитивен постулат. Да немаме негативизам поврзано со тоа. И сега, од едно друго место, вика и до степен до кој што нема сомнеш поврзано со тоа. И до степен до кој што сваќаш дека е лесно, вика тоа е трикот. Да немаш сомнеш помешано со постулатот и да сватиш дека е лесно. Видите, многу често луѓето не сваќаат дека постулатите, замислите се многу високо на скалата на емоции. Тоа е многу убава енергија. Сега ќе ви покажам на скалата на емоции каде е постулатот. Видите, луѓето ние донесуваме одлуки од различно ниво, но ако ја видиме скалава на емоции, ќе сватиме една работа, дека постулатот е едно од највисоките нивоа. Видите, постулатот е тука. Веднаш под спокојство на суштествувањето. Затоа што гледате колку е лесна таа енергија. Он кога ќе донесе тој постулат, он со лесна енергија го прави. И нема сомнеш. Сомнежите почнуваат надоле. Овдека страв, овие емоции имат многу сомнеш,
Но може да биде тоа вроден сомнеш кај нас, затоа што можеме да ја глубиме мајката, можеме да го глубиме таткото у тој момент. Знаете, превземаме нивни карактеристики, нивни мисли и сега мајка ми се сомневала, мајка ми била скептик, мајка ми била песимист и сега ти ке го донесеш тој постулат со лесна енергија и она што го кажав ти се јавува таа негативна мисла одма, која што е контра таа, окей, ти ја игнорираш. Но постулатот немојте да го донесувате со тешка енергија и немојте да имате сомнеж поврзано со тоа. Затоа што сомнежот е нештото кое што го неутрализира самиот постулат. Стравот е нештото кое што го неутрализира самиот постулат. Ако сте виделе многу често луѓето на многу лесен начин ќе донесат некоја одлука. Сум имал пријатели и на едни пријатели викам како се запознавте? Некако на шега. Момчето и рекол, слушај, ти може ќе ми биде жена. И викам, се деси така. Се викам, морало овој многу лесно да ја замислил таа идеја, мора да било на ниво на игра за да профункционирало. Затоа што колку по-тешко ги направиме постулатите. Значи како во тоалет, знаете, иде некој со мака, постулат така не се носи. Зашто тоа е тежок постулат, тешкиот постулат не функционира. Само лесниот постулат функционира на лесен начин. А дечки, и лесно е, ние многу дел од кочниците кои што ги имаме во нашиот ум, леле тешко е. Леле нема да успеам. Зашто? Зашто е многу тешко, зашто е комплицирано. Тешко е. Кој сега да трне у иднината со таа идеја дека му е тешко? Никој. Ама ако речеме, лесно е, убаво е, интересно е. Текно, претходниот цитат може би не е лесно, ама барем да го направиме интересно. Дури тоа, треба да речеме, не може би не е лесно, лесно е. Лесно е. И со лесна енергија го замислуваме постулатот. И тоа сакам да се случи. Со игра, со развеселеност. Немаме негативизам и немаме колебање. Кога тоа ќе го направиме, ставаме јачина во нашиот постулат. Значи, како го слабееме постулатот? Колебање, со тешка енергија, затоа што со тешка енергија не допира до универзумот. Не ја креира иднината, не го прави шаблонот. Знаете, постулат е интересна работа, ја мислам дека е тоа така, затоа што кога ќе пуштиме некоја позитивна енергија универзумот, колку е полесна, внатре исконски во нас веруваме во неа. И колку полесно си ја пуштиме, таа си ја преуредува иднината за да се деси тоа што го сакаме ние. Ама ја ако почнам со сила, морам, обично ми бега. Зашто? Затоа што користам сила. Колку по сила користам, толку повеќе се судрувам, мојот постулат се судрува со препреките на универзумот. Тоа е како со авион. Кога ќе се качи над облаците, има чист простор. Ама кога е во облаците и во бурата, нема добра енергија таму, нема добра вибрација, затоа што функционира на тој дел од енергијата која што не е најдобра. Така и ние, ако сакаме да донесеме некои постулати, прво бидете високо по скалата на емоции, за да го донесете на лесен начин. И тоа не значи сега ќе го мислам, ќе го правам, ќе го пустам. Не, го пушташ. Постулатот е веќе пратен. Вие сте си ги пратиле постулатите, да ви кажам, одамна. Секој еден од вас ги има пратено постулатите. Ама што се случува? Она што се случува е дека не ги правиме и другите точки. Ке видиме. Некогаш имаме сомнеш, некогаш имаме негативизам, некогаш не веруваме. Гледате, сето тоа е дел од проблемот. Некогаш имаме ситуација каде што не веруваме во собствените постулати. Зашто? Ми се јавува мајка ми се јавува татко ми у глава. Нереален си, што, кај се замишляш? Кај ти од Македонија? Ти нема шанси. Сето тоа се кочници. Гледате, сето тоа се кочници кои што умот ги има. Зошто ги имаме тие кочници? Поради тоа што се дел од нешто кое што сме услушнале, нешто кое што сме го виделе. Гледате, поентата е да веруваме во тоа што ние го сакаме. Дали имаме храброст да веруваме во нашите постулати? Ја мислам дека е храброст човекот да верува во собствениот постулат. Прво мора да верувате и да сте храбри да верувате во нештото. Ако немате храброст да верувате во вашите постулати, нема да функционира постулатот. Затоа што, гледате, постулатот и храброста го прави просторот за постулатот, ме разбирате? Кога човекот се плаши, он иде у комфорт зоната. Нели викаат,
среќата ги прати храбрите. Зошто велат дека среќата ги прати храбрите? Не е среќата, него тоа се законите на универзумот ги поддржуваат храбрите. Зошто ги поддржуваат храбрите? Затоа што храброста го отвара патот за постулатот. Храброста крира простор. Стравот е повлекување назад во комфорт зоната. Стравот е идење на наназад. Со други зборови го затвораме просторот. Не можете вие да отворите простор за вашиот постулат ако немате храброст. Не ли е така? Ако ја не верувам во мојот постулат, кој ќе верува? Татко ми ли? Мајка ми ли? Тој не е негов постулат. Мој постулат е, мојата одговорност за да го направам патот за постулатот, да го отворам патот за постулатот, е да имам храброст да го дам мојот пат. Затоа што мојот постулат е мојот пат. Гледате, кога човекот не го оди својот пат и е у постулатите на таткото или у постулатот на мајката, за мене постулатот на мајка ми беше да свирам клавир, не функционираше тој постулат, никај неа, никај мене не профункционира. Функционираше постулатот да бидам кошаркар и функционираше постулатот да бидам мотивацијски тренер. Зошто? Зашто едноставно ја не сум човек кој што ќе се сложи да правам компромис со моите реалности, со моите постулати, не сум бил никогаш таков, од мал сум некој кој што ќе си оследи својот сон и го отворам патот за мојот постулат. Но мора да сме храбри да се на некој начин соочиме со предизвици, да се соочиме со луѓе. Не само што нашиот ум ни е препрека, него некогаш ни се препрека и блиските, кои што не веруваат во нас, кои што се сомневаат во нас, кои што нивните стравови ќе ни ги накалемат на нас. Но тоа е првата работа, да имаме храброст дека, окей, можам да констатирам дека мајка ми, татко ми, кој да е во околината, има страв за мене, ама тоа не е мој страв. На тој начин ја, како да ви кажам, не знам дали сте гледале сега, да не навлегувам се у спорт, но како и да е, го чистиме патот за мислата која што е добра. Со нашата храброст. Мислата наша, за да успее, бара од нас да имаме храброст. А тоа значи да едноставно сакаме да годиме патот во кој што веруваме. Дали ќе се јави страв? Апсолутно. Ќе се јави страв. Но, треба да игнорираме. Дали ќе се јави сомнеш? Веројатно. Дали ќе се јави колебање? Можеби, тоа е дел од играта. Но ако им дадеме повеќе важност на колебањето, стравот и сомнежот, а не на храброста, гледате, храброста е контратежата на сите овие три работи кои што ги кажам. Затоа што храброста ги топи препреките. Храброста го отвара пратот. Сомнежот, колебањето и стравот го затвараат просторот. И кога ќе се затвори просторот, во твој затворен простор, после тоа имаат негативни мисли луѓето. Само во голем простор, а големиот простор се прави преку храброст, човекот може да има позитивна мисла и во тој простор кој што ќе го отвориме со нашата храброст, мислата наша или постулатот продира и станува ефикасен за да дојде до универзумот, каде што ќе се направат коцките за да некои нешта се случат. Ама ако ние си го затвориме патот на нашата мисла преку стравот, колебањето, сомнежот и негативизмот, гледате, тоаш нашата мисла удира, сето тоа и се враќа назад. Ама храброста е да продолжиме, храброста е да идеме понатаму. Нели? Океј, како што треба јас да тргнем понатаму малку, затоа што 9 сат фат. Океј, значи треба да го направиме без колебање и да сватиме дека е лесно. На лесен начин го замислуваме, ама исто така треба да сватиме дека е луѓе. Стварно, игра е животов. Ами зашто да мислиме дека е све тешко? Луѓе во ниско на скалата на емоции све им е тешко. Ма ние затоа што сме високо на скалата на емоции ќе речеме окей, лесно е. Сега, гледайте, понатаму што збори? Збори за третата работа која што не смееме да имаме, не смееме да имаме загриженост. И загриженост. Сега ви кажам зашто не смееме да имаме загриженост. Значи, прво, не смееме да имаме колебање, лесно е, го тргнеме целиот тој негативизам и третата точка е дека не смееме да имаме загриженост. Гледайте, она што вика сакаш да го направиш е да успееш во животот. Но не смее да има загриженост во врска со тоа. Вика, гледайте, ако се загрижени во врска со дали ќе успеете или нема да успеете, веќе
ставате, веќе ќе има колебање во самиот постулат и нема да функционира. Колку интересно. Што е вистина. И она што се обидувате да направите за себе си е да успеете во животот, но нема никаква загриженост во врска со тоа. Гледайте, ако сте загрижени во врска со тоа дали ќе успеете или не во животот, веќе ќе има колебање во постулатот и нема да функционира. Значи нема да имаме загриженост. Луѓево, ќе ви кажам една работа, има луѓе кои што се научени да бидат загрижени, не дека имаат некои причини да бидат загрижени, едноставно им е дел од умот воспоставена навика да бидат загрижени за нешто. Искрено сум размислил, сикаш, окей, човеков стварно нема објективно проблеми никакви да биде загрижен. Стварно нема проблеми објективни, нема ништо зашто да е загрижен. Човеков, свикам, овој научен. Научен е човекот да биде загрижен, затоа што мора нешто да ровари умот, мора нешто да прави, мора заради нешто да стане анксиозен, ама у суштина, поголем број од луѓето, да, има некои кои што стварно се загрижени за некои стварно објективни работи, но и самата загриженост и во тие случаи не помага, но нема потреба да бидеме загриженост за огромен број на работите. Една од работите за кои што не смееме да имаме загриженост е дали ќе успееме или не. Затоа што ако ставиме таква загриженост, загриженоста е страв за воиднината. Што ќе се случи? Само да не се случи тоа. И сега што правиме? Ние ставаме постулат што сакаме да биде и у исто момент, затоа што не веруваме во тоа, се викаш, ама само да не биде тоа, ако биде нешто друго, и тие почнуваат да се неутрализираат еден со друг. Загриженоста го неутрализира постулатот. Затоа што треба уствари да дојдеме, гледате, у суштина. Затоа не е, ај пак да ви, лесно е да успееш бре у животот. Жарко, шо збориш ти? Лесно е да успееш у животот. Ама зашто некои луѓе не доаѓаат до успех и ова не се остварува ке нив? Затоа што сме научени да сме загрижени, научени сме колебливи, научени сме да имаме негативизам во нашето ум, или го имаме, поради тоа што сме слушале негативни луѓе. Колку е фактички поубаво кога не ги знаеме никој од овие работи. Кога не сме едуцирани, затоа што последен период човеков станува едуциран дека е тешко у Македонија да успееш. Тешко е да ти се остварат целите. Ретко се остваруваат на луѓето целите. Не можеш да успееш со тоа што го сакаш у животот да го работиш. И со таква едукација, знаете, погрешно сме едуцирани. Имаше една многу интересна приказна за некое детенце, читав на социјалните медиуми, каде што некаде во Америка се случило, каде што имало некое замрзнато езеро и не знам колку години имале деца, мали дечиња биле, и другарчето паднало во заледеното езеро, во некоја дупка, и неговото другарче, он бил со уште некој момче, го скршило ледот на некое место и му помогнало на другарчето да излезе од водата. И после тоа имаше документарна емисија за како е можно дете на таа возраст да го скрши тој лед со таа јачина. И нема објаснување на учениците. Значи мереле сила на раката на детето, големината на детето, колку бил дебел ледот. И знаете што беше на крајот констатацијата на самата поента на филмот? Детето не знаело дека е невозможно да го скрши ледот. Детето никој не му кажал дека не може да го скрши он ледот. И некојаш, ако не ни кажат дека, знаете, некојаш човеков криче, па не знаев дека не може. Некојаш ќе направиме работи у животот, луѓето се чудат. Како го направи? Па зашто да го направи? Ама и ови ќе тоа, ама ова, па ја не знаев дека такви препреки имам, ја не знаев дека не можам. И колку пати ние знаеме дека не можеме затоа што други ни кажале. Ние многу често знаеме дека не можеме затоа што други ни кажале дека не можеме. Ама кои глупости за тоа? Не учат на работи кои што некултурни работи, би рекол. Некултурни работи се тие да не учат дека не можеме, дека не сме добри, дека не бива, дека е тешко. Некако нељубезна комуникација е таа. Некултурни работи не учат. Не убаво. Тоа не се добри манири да не учат на такви работи. Така да мораме да се одучиме дека не можеме. Мораме да се одучиме дека е тешко. Мораме да се одучиме да имаме сомнеш. Мораме да се одучиме да имаме загриженост, затоа што толку е ставено во матрицата на нашиот ум, да гледате се, ние мораме да пробиеме ни сите тие препреки и бариери и затоа е тешко.
Знаете зашто е тешко се тоа? Затоа што у суштина сме научени на тој начин. Научени сме дека е тешко со постулати, тешки се целите да се остварат, научени сме дека не можеме од тука, ама ние сме само Македонија, научени сме дека ова е мала земја, научени сме дека никој од тука не може. Научени сме на тоа. И почнуваме да веруваме на тоа. Ако ние не веруваме на тоа, и ако никој не научи на сето тоа, ќе биде многу полесно да успееме. Ама научени сме. И мислам дека е некултурно. Некултурно. Не се добри манири. Така некој што не учат. И ние ги учеле така до души. Од кои да почнеме тие добри манири? Лоши манири. Ви кажав минатиот пат, кој да измислил 3 пати мери еднаш сечи, срам да му е затоа што анксиозност допринел да имаме. Анксиозниот ум цело време мери, он не 3 пати, 100 пати мери еднаш сече. Срам да му е тој кој што кажал 3 пати мери еднаш сечи. Е така и за овие работи. Не можеш, не те бива, не си способен. И дето што скршило огледот на крај, само заклучокот беше дека не знаело дека не може. Така не ние. Видите, мораме да не знаеме дека не можеме. Не сме сватиле. Знаете, кој е најтрагична состојба кога човекот ќе свати дека не може? Зашто? Он си става сам постулат тогаш дека не може. Се додека одбива да свати дека не може, он ќе може. Одбите да сватите дека не можете. Не се согласувајте со не можам. Затоа што несогласувањето со не можам е еднакво на храброст. Согласувањето со не можам е еднакво на компромис, страв, комфорт зона и леснотија. Тоа е лесно. Што е лесно? Лесно е да не успееме. Океј. Ама лесно е да успееме. Само во која насока сакаме да играме играта. И едно и друго е лесно, ја би рекол. Нема тежина. Дури е потешко да не успееш. Зашто потешко да не успееш? Затоа што има тежина на емоцијата. Во желбата да успеам, чувството дека играм игра. Гледайте, да немам грижа дали ќе успеам или не. Ако имате некој човек, ајде да кажам вакво, замислете имате некој син кој што цело време се докажува на таткото дека он мора да успее. Или некоја керки се докажува на мајката дека она ќе успее. Ама, кога сме се докажувале на некого, баш сме имале загриженост дали ќе успеем или не. Една од убавината на леснотијата, на правењето на постулати и на цели е да сватите дека не должите на никого да се покажете, докажете за вашиот успех. Она што го должите на себе си да се верувате во своите цели. Ама почне синов да се докажува на таткото, керка да се докаже на таткото или на мајката. Она се бори со нешто кое што можеби не ја прифаќа и грешката е дека се бориме со тоа што не прифаќа некој. Па што ако не прифаќа? Не е наш проблем дека не прифаќа. Не прифаќа, луѓе. Важно е ние да се прифатиме и да ја прифатиме таа цел и да се прифатиме таа игра. Важно е ние да си го прифатиме нашиот идентитет. Ама почнете да докажуват, ќе му покажам дека ќе успеам, ќе му покажам дека ќе бидам богат, ќе му покажам дека ќе имам пари. Да, на некој им успеа, не викам дека не, некош ќе ми речат луѓе, ама жаре баш тоа ме мотивира. Мене не ме мотивира. Мене она што ме мотивира е јас да немам насочена енергија да му докажам или покажам на некого, затоа што тој има погрешна дефиниција за мојот успех, затоа што ја немам таква дефиниција за успех. Можеби за мене не е успех само човекот да има финанси или само да има 2 коли. Може за мене е успехот духовноста, добрината, помошта. Можеби и тоа е дел од мојот успех. Да, јас сакам да имам финанси, јас сакам да имам убав дом, јас сакам да имам куќа убава, но можеби тоа не е врвот на мојата листа за успех. Ме разбирате? Но ако ги ставиме некои работи кои што се на врвот на мојот, никој не вика дека не треба да имаме финанси, да не ме разберете погрешно. На супер е да си имат финанси и треба да си имат финанси. Затоа што треба да платиме сметки, треба да живееме, треба да обстанеме, телото треба да јаде. Апсолутно, треба да имаме превоз, треба да направам предавање во некој друг град. Апсолутно. И тоа е дел од играта, ама тие ќе си дојдат, финансиите ќе си дојдат, тоа е мојот став. Гледате, ама пак ќе кажам, тоа е постулат. Ја тој сум го имал. Дека мојот постулат секојаш бил дека јас ќе живеам и убаво ќе живеам од тоа што сакам да го работам. И тоа бил мој постулат и функционира. Затоа што е моје верување.
Ме разбирате? Имат луѓе кои што имат верување, не можеш ти да живееш од тоа што го сакаш. Тоа е твој постулат, ама тој не е мојот постулат, не ми го наметнуваме. Мојот постулат е дека ја ќе живеам супер убаво и ќе уживам во мојот живот и во физичките добра, но и во духовните добра, и во сите оние работи за кои што јас се борам и сакам, затоа што духовноста за мене е многу важна. Но ќе ги споиш некои нешта. Гледате, мајка ми беше уметник. Кај мене сите во фамилија се уметници. Ама имаше мајка ми, а и други луѓе, како што сваќам, некој безврска постулат дека уметноста и парите не идат едно со друго. Тоа беше нивен постулат. Ме разбирате? Као демек, се ако си уметник треба да страдаш. Тоа им беше као некој безврска постулат. Погрешен постулат, лажен постулат. И сега, они ако го имаат тој постулат си функционира. Ја го немав тој постулат. Јас сум уметник, кој што ќе живее и ќе има убав живот, гледате, и финансиски, но духовно преди се, со тоа што го сака да го работи. Затоа што, да не се лажеме, да, парите се потребни. Но како ќе ги подредите постулатите, така ќе биде. Ете, ако некој човек има постулат, парите се најважни за се, може би нема да ги види другите убавини на животот, затоа што ќе му биде најважно тоа и тоа ќе му биде мерилото за успех. Но, ако он го има тоа мерило за успех, не значи дека ја морам да го земам истиот постулат врз мене да делува. Затоа што врз мене делуваат моите постулати. А мојот постулат е дека може човекот да заработи многу убаво и може да биде милионер, во тоа што го работи. И тие милиони да ги користи за својот живот, за донација, за помагање на општеството, за креирање на духовни работи, на убави работи и така натаму. И тоа е мојот постулат. Да, јас сакам, ја не бегам од тоа, ама главна цел ми е помошта на луѓето на духовно ниво. Но дали сакам да имам финанси, дали сакам да имам милиони? Да. Зашо да не? Можам да ги донирам. Што е поише проблем, да ги немаме или да ги имаме парите? Да ги имаме парите. Да ги немаме парите е проблем. Да ги имаме парите не е проблем. Можеме да ги дадеме, можеме да помогнеме на некого, можеме да ги донираме, можеме ли? Апсолутно можеме. Зашто да ги немаме? Гледате, имале некои луѓе кои што имале лоши постулати на тема пари и сега ти си ги земал тие постулати на тема пари, дека не треба да имаме пари и сега тоа се твоите постулати. Ама тоа не мора да се мои постулати. Ама дали има други важни работи и поважни работи? Апсолутно. Мислам дека парите се наградата за креативноста која што човекот ја има. И колку ќе сме покреативни во тоа што го сакаме да го правиме и да го креираме, парите ќе дојдат како награда. Што ќе направиме со тие пари? Не мораме да се претвориме во материјалист. Можеме да го искористиме тие пари и да ги искористиме за донација, за добробит на општеството и така натаму. Нека дојдат милионите, немам проблем. Ке им се најде паметно решение. Не ги стопирајте. Но немојте да го стопирате вашиот постулат. Сега, ако имате некој човек кој што има постулат, се е само парите. Духовноста е глупост. Гледате, тоа му е тој постулат. Ама замислите, имате некој друг човек кој што вика, ја сакам духовноста. Ама сега може би на почетокот не му оди најдобре, се вика, сега ќе му докажам на татко ми, ќе му докажам на татко ми, ќе му докажам на татко ми, така натаму. Гледате, он е у конфликт. Со што? Прво со татко му, веројатно сум сам себе, не сватил дека не мора на никого да му се докаже, не сватил дека може да си има ширина на својата игра. Зашто да се докажуваме на некого кој што ги нема истите постулати со нас? Тоа ни прави блокада. Тоа ни прави проблем. Ме разбирате? Зашто да се докажувам? Тоа ми го затвара просторот. Ако се докажувам, ќе имам загриженост дали ќе успеам. Ако се споредувам со другите луѓе и со нивниот успех, ќе имам загриженост дали ќе успеам. Како да немаме загриженост дали ќе успееме? Наш постулат: не се споредувајте со други луѓе, не се докажувајте на никого. Како се справиме со загриженоста дали ќе успееме у животот? Не се докажувајте на никого, не се споредувајте со никого. Вие сте во вашата игра. Играјте ја вашата игра. Океј, дечки, 9:16, сега се разборев на оваа тема. Океј, наредното нешто мора да има интерес. Што сакате да искрирате со вашиот постулат? Интерес, што сакам да постигнам? Зашто го правам овој лайф? За да имам подобри луѓе, за да добијам приказна за успехот која што ќе ми каже жаре ми го подобри животот.
Кога ќе видам на некој дете дека му тргнало у школа, кога ќе видам некој човек кој што имал анксиозни напади дека веќе ги нема, кога има некој човек кој што доаѓал расплачен кај мене и после неколку комуникации, разговори, вежби, више среќа не. Тоа е интересот, тоа е тоа што сакам да го постигнам. Сакам да видам што е интересот, сакам да го подобрам животот на другите луѓе. Сакам да им помогнам. Зошто го сакаш тоа? Која е целта? Што сакаш да направиш со твојата визија? За кого е? На колку луѓе ќе помогнеме? На колку луѓе ќе им го подобриме животот? И ако го имаме тоа во нашиот видик, во нашата цел, ако го имаме тој интерес, ќе имаме енергијата, ќе имаме желбата, ќе имаме визијата, ќе го имаме ентузијазмот. И сето тоа ќе ни допринесе да ги надминеме препреките во животот. Интерес. Човек кој што не е заинтересиран за целта, не може да ги надмине препреките. Мора да бидете заинтересирани вистички. Што сакате да постигнете? Гледате, мене филозофијата од секојаш ми била интересна. Душата, умот, секојаш ми бил интересен. Поиш од телото. Што сакате да постигнете со тоа? Мора да се заинтересиран за крајниот продукт. За бенефитот кој што твојот крајен продукт ќе го има врз другите луѓе. Идам понатаму, вечки времево поминува. Петата точка, петата точка ќе ви се свиѓа многу. Идам на петата точка е како го формулирате постулатот. Гледайте, постулатот морате да го формулирате на многу убав начин. Гледайте, ако сте виделе, ако сте гледале, сум гледал многу интересни работи, да кажеме, ако сте читале книги каде што кажуваат дека мора да видите веќе визијата дека е нештото остварено, така? Зашто? Велат, окей, мора да го видиш нештото веќе остварено. И ја го кажав тоа на предходниот лайв. 2025 година јас сум во Лас Вегас на предавање. Така, каде што има конвенција за мотивацијски тренер, јас се гледам дека сум веќе таму. Мора да ја видите нештото дека веќе е остварено. Да го видите дека веќе е завршено. Да го живееш тој момент. И гледате се што е интересно. Сега ќе дојам малку да позборам на оваа тема на таблата. Брзам затоа што во 9:30 имам консултации. Може да малку ќе ме причекаат луѓето, но имам работа после ова, но сакам да објаснам, ова е многу важно. Гледайте. Имаме нешто што се вика првостепена идеја и второстепена идеја. Ево го човеков и сега човеков има првостепена идеја, има второстепена идеја. Второстепената идеја е што сака да се случи во иднината. Првостепената идеја е тоа што он сега го верува и сега што го мисли. Гледайте, замислете го следново нешто. Ако има некој човек и каже, сакам во иднина да бидам богат, ајде да се вратиме на таа тема, сакам во иднина да бидам богат. Он тоа го кажува за иднината, тоа е второстепената идеја. Од која првостепена идеја трга ако рече сакам во иднина да сум богат? Што му е верувањето сега? Гледате, ако некој рече сакам во иднина да сум богат, сега верувањето му е дека не. Ме разбирате? Сега, тој постулат кој што човекот ќе каже како е. Он вика сакам во иднина да сум богат. Ке рече сакам во иднина да заспием, не може да заспие. И ќе го прстам тој еден убав дел. Видете, првостепената идеја е, ајде да се вратиме, некој ќе каже сакам во иднина да имам сигурност и самодоверба. Значи он сега верува дека нема. Некој човек ќе дојде, јас сум нервозен, катастрофа сум, за нигде сум, ваков сум, онаков сум. Океј, ето го тој првиот постулат, тоа е реалноста. Откритието на Хабарт е дека реалноста е фактички креирана од тој прв постулат. И ако ние цело време викаме, некој човек цело време вика несумарен, сакам да бидам арен во иднина. Или тогаш, од што тргаш? Дека не си арен. Почни да кажеш дека си арен. Почни да веруваш дека си добар. И сега човекот вика сакам во иднина да сум богат. И сега ја му го објаснувам ова. И он вика, ја треба да лажам. Викам, ако кажеш требаш да лажеш, пак не веруваш дека си богат веќе. Почни да еманираш дека веќе си богат.
дека веќе си окей, дека веќе си добар. Гледате што викам ја, веќе сум поканет на семинар таа година, таму и таму. Дали е тоа вистина? За мене е. Ама некои ќе речат, лаже. Окей. Гледате, ако ја го имам првиот постулат дека веќе е променета ситуацијата, помагам на универзумот, зашто универзумот ќе го врати тоа што ние го еманираме од нашето верување, затоа што на некој начин е верување. Да, ова е желба што сакаме да се деси, ама човеков кој што цело време верува дека е сиромав, сака да биде богат, ама се однесува како сиромав, вибрацијата на универзумот назад е, ти тоа го праќаш, тоа ти го враќа. У Америка има една поговорка, викаат, народски кажано, вика fake it till you make it, лажи додека не стане вистина. Затоа што човекот, ако го смени овој концепт дека не е добар, во добар е, ќе почне универзумот да ја враќа таа фреквенција. Интересно. Гледайте, некојаш работам со некои луѓе кои што се сингл. Ке видите, сингл луѓе се научени да се сингл. Луѓе кои што се без партнер долго време, кои што се разочарани, кои што имаат бодликава жица околу нив, они се научени да бидат сингл. И имате некоја девојка која што сака да има дечко, ама по целото однесување и незините ставови и уверувања е дека успари неќе да го има, затоа што се гледа дека она спремна за сингл. Не е спремна за да има партнер. Зашто не е спремна? Па, затоа што спие она у брачен кревет сама, со единечна постелнина и со еден јастук. Викам, слушај, значи одма мора да купиш, значи поволем, викам, ти спиеш у брачен кревет, ама со единечна постелнина, а? Мора да најдеш постелнина за двајца, мора да ставиш две перници. Зашто? Викам, нема зашто. Затоа што ти више го гледаш момчето до тебе. Зашто ако ми кажеш зашто, останува навиката да си сингл. Викам, ке купиш шампон машки у тоалетот, нека ти се мотка. Машки шампон. Викам, да. Са бајле кога ќе станеш, 2 кафиња ќе си свариш. 2 кафиња. Да. И викам, купи машки папучи, нека има натаму нааму ни собава, нека се мотаат. Машки папучи. Да. Зашто гледате, човеков кој што е научен да е сингл, он не сваќа дека целата вибрација околу него е да е сингл. Ме разбирате? Така го прави, он го креира тоа. Затоа што ја еманира таа енергија. За сите сингл, од утре по 2 кафиња. Ставете си за девојчињата плава четкичка за заби до вашата. За машките кои што сакате девојче да си најдете женска четкичка. Ме разбирате? Отворите го и универзумот дека веќе е нештото справено. Веќе постои. Веќе сум таму. Ја која замислувам дека сум во Лас Вегас и дека се случува предавањето, ја осеќам како микрофонот ми доаѓа на образот. Ја чувствувам атмосферата, како излагам надвор на сцената. Малата трема дури ја чувствувам. Дури некој од вас ве гледам таму публика, затоа што некој ќе рече, Жари, ние доаѓаме со тебе во Лас Вегас. Како потпишувам книга која што сум у процес на пишување. Ме разбирате? Како ја потпишувам книгата, звукот на хартијата, го слушам. Мирисот на печатената хартија. Тоа е тоа кое што ви треба, да го видиш, да го осетиш тој момент, таму си. Детево, кога се гледа нов точак, кога сака, он више се гледа на точакот дека е качен. Кога ќе земете да ги пишувате сега целите, не пишувате сакам уиднина, да, не, ќе си напишеш. Ако некоја девојка сака момче, со момчето сум заедно, ме буди од сабајле со кафе, ја гледам неговата насмевка пред мене, ме гушка пред да излезам на работа, дека веќе е остварено.
Сакате да идете на Малдиви, не викаш сакаш да идам на Малдиви. На Малдиви сум. Го осеќам жешкиот песок на моите нозе. Ја чувствувам тиркизната вода. Звуците на брадновите ги, едноставно знаеш дека е тоа веќе направено. Така ќе ја пишувате целта, дека веќе е случено. Ме разбирате ли? Океј. Значи, и кажува, има еден извадок од Хавард, вика, знаете, вика, луѓе се превртуваат у постела, сакаат да заспијат. Вика, потоа тие се викаат, ке спијам. Вика, и он зборува за дадена работа, вика, ако го размислите и збори за нешто друго, ќе сватите дека вистинското нешто да направите, едноставно да кажете, заспан сум. Гледате, заспан сум. Гледате, сега, ако вие речете, и сега он кажува овдека, вика, примарниот постулат, тој што го зборев, човекот мисли дека е сиромав, или човекот мисли дека е нервозен. Примарниот постулат вика, на било која тема не може да биде лага, но вториот постулат може да биде лага. Може никош да не се оствари. Ама првиот постулат ние го живееме. Ме разбирате? Го живееме. Веќе сум среќен. Тој што сака да нема анксиозност, рече си веќе неам анксиозност. Да, и работи на тоа, затоа што сега доаѓа шестата точка, а тоа е акција. Гледайте, акција. Клучното нешто за да се деси работата е акција. Ја морам да направам нешто за да идам у Лас Вегас. Сега ми треба акција. Нема работите да паднат. Затоа што гледате има една многу убава скала, се вика скала за причинување од Хабард. И он кажува една работа. Вели вака, скала на причинување. Највисоко на таа скала е да причините со само одлучување со постулат, ама тоа е кога сме на многу високо ниво. Ке помислиш на нешто и стварно може да се деси. Ама на многу високо ниво е. Сега, под тоа вика, вметни се во акција и направи го да се случи и ке се случи. Гледај, вика, вметни се во акција да го направиш да се случи и ке се случи. Ако влезеш во акција да нештото се случи и ке се случи, вика. Сега, под тоа ниво е, он посакува да се случи, ама нема да се случи. Зашто само посакуваме, не влагаме во акција. Знаете колку луѓе само посакуваат нештото да се случи? Посакуваат нештото да се случи. Посакуваат нештото. Ништо не прави да се случи, само посакува. Нема да се случи, вика. И под тоа ниво е, вика, некој друг треба да го направи тоа за него. Кој друг? Од кој чекаме? Кој ќе ти ги исполни постулатите? Ти. Ама мораме да влеземе во акција. Сега, има еден текст тука, само да го најдам, многу убав текст е. Само момент. Вели вака. Еден човек е само во стапица во овој универзумот само кога е во точка кога тој почнува да посакува, а прекинува да прави. Вика, кога ќе посакате, кога ќе почнете да посакувате, а прекинете да действувате, вика, тогаш ништо нема да се оствари. Зашто само посакувам. Само посакувам. Само посакувам. Вика, еден човек е заромен во овој универзум само кога е во таа точка да тој почнува да посакува, а прекинува да прави. Кога ќе почнеш да посакуваш, а прекинеш да действуваш, вика, тогаш ништо нема се случи. Затоа што универзумот е физички универзум. Гледайте, ние сме духовни битија во физички универзум, кој што има материја, кој што има акција, кој што има действување. Ако ние прекинеме да действуваме и прекинеме да правиме акцијата, ништо не се случува. Акцијата е лепакот која што ја носи целта према вас. Колку повеќе акција направите, толку подобро. Направете многу акција и да видите како целта, вие сте си ставили некој рок.
нештото ќе се случи во 2025 година, ама ја ако направам доволна акција 2024 веројатно ќе видам на некоја голема конвенција за мотивацијски говорници. Ако направам доволна акција, колку повеќе акција направите, толку поблиску ја донесувате целта кон сегашноста. Колку помалку акција правите, толку повеќе целта останува таму и паѓаме по скалата на причинување. Ете, затоа што ако јас само посакувам нешто, колку би сакал тоа да се деси. Имате некој, што, вика, би посакувал да имам девојка. Си излегол и надвор, излагаш? Не. Се дружиш со луѓе? Не. Си пишал на некоја девојка на социјалните? Не. Вика, ништо нема се деси. Тоа е како да чекаш некој да ти даде мејл, а ти не си пратил мејл. Си викаш, што чекаш? Кого чекаш? Од кај ќе ти дојде? Универзумов наградува акција. Овој универзум на акција. Колку повеќе акција, подобро. Океј, и последната точка. Вика, исто од Хабард, вика, имам дадено коментар дека највисокиот тест на едно битие е не само да ги направиш нештата да идат во исправна насока, туку и да продолжиш од кога не испаднале исправно. Веќе имам дадено коментар тука дека највисокиот тест, најголемиот тест на едно битие е не само да ги направиш нештата да одат во исправна насока, зашто он збори во еден тест, дека највисокиот тест на едно битие е да ги направи нештата да одат во исправна насока. На едно духовно битие, да ги направи нештата да одат во исправна насока. И кога не се добри, да ги направиш да идат во добра насока. Вика, имам коментирано дека највисокиот тест на едно битие, битието го ословува тетан, зборот тетан значи душа. Потекнува од буквата тета на грчки, што значи душа или мисла. Значи, имам дадено коментар дека највисокиот тест на едно битие, на еден тета, на едно душевно битие, е не само да ги направи нештата да одат во исправна насока, туку и да продолжиме од кога не испаднале исправно. Што ќе направиме ако не испаднат исправно? Ќе се откажеме ли? Луѓе, овој не е универзум за луѓе што сака да се откажат. Ако се откажете, ништо нема да дојде. Луѓето кои што знаат дека животов е маратон успеваат. Животов не е трка на 100 метра, да се разбереме. Животов е маратон. Со некој од вас се запознавам после, кој знае кој лайф ми е овој? 300, 350, 400, не знам. Имам направено сигурно 600-700 телевизиски и радио интервјуа, односно емисии. После толку многу креација, толку ми е кејф дека се запознавам со многу од вас и ќе продолжам да го правам ова. Затоа што сакам да запознам мои духовни браќи и сестри, затоа што тоа сме ние. Гледате, ги осознавам битијата кои што вибрираат на мојата фреквенција. Ама ја ако се откажам од препреката, нема да се запознавам со огромен број од вас и луѓе во иднина кои што чекаат да се запознат со мене, ја чекам да се запознам со нив. Овој универзум е универзум за упорните. И кога ќе сте упорни, универзумот ќе ве награди повеќе. Сте виделе ли некое детенце? Децата точно ги прават сите овие чекори. Детето лесно замислува, он нема сомнеш, не се колеба, он не е загрижен дал ќе успее у животот. Децава ги прават сите 7 точки. И детето ви вика на мајката, мамо, сакам точак. Мајка му вика, бе, каков точак, криза е, пандемија е, кај ќе го водиш зимно е. Мамо, сакам точак. Он лесно го прави тоа и постира слики на фрижидери лепи и праќа на Вибер слики од точаци. Недела дена, месец дена, 2 месеца избори како сака точак. И после вториот месец, мајкава лежи у кревет со татко, вика, абе, да му купиме точак. И овој вака гледа, те убеди, те убеди, попушти. И он е готов, да се разбереме, и тој е готов. Ама се прави дека као демек она попуштила прва, затоа што и он ќе кажал за 2 дена да му купиме точак, а он као демек се прави дека он не попуштил, она попуштил. И попушти, И он вика, бе, да му купиме. И на другар му купиле точак, дај веќе му купиме точак. И овој прво, не бе, каков точак, бе, те убедија тебе. Наредниот ден мајка му, женава на сопруг, му вика, слушај, да му купиме точак. Да му купиме точак. Викаш, Да. Овој почнал се да мисли дал да му купат точак или да не му купат точак. И знаете што се случува?
кида да му купат точак, детево сака некој точак кој што е 15.000 денара. Толку е точаков, или 10.000 денара. Ке отида да му купат точак, го гледат точаков 10.000 денара, а вика, добре, ама гледат до него некој 15.000 денара, вика, ова е бољи. Татково кој што бил убеден да не му купи точак на почетокот, пружал отпор да не купи точак, вика, бе, шо ќе му го купим овој 10.000, дај за 5.000 денара, кој ќе вози барем убав точак. Вау, детево сакало точак од 10.000 денара. Упорност, добил точак од 15.000 денара. Не само што добил точак од 15.000 денара, татко вика, бе, да му купиме и кацига. И кацига добива. И не знам уште некој тракатанци уз точаков и тоа ќе го добие. Зашто? Детево бил упорно. Луѓе, кога ќе бидете упорни, Дедо Мраз доаѓа и ќе ви даде поубав подарок од колку што си тражал. Ама знаете што правиме ние? Работиме, упорни се трудиме. Дедо Мраз тргнал од Финска, иде нааму, негде пред Ниш, Дедо Мраз е у Ниш, и ти се уморуваш да креваш рака, Дедо Мраз, јас бев добар, дај ми го подарокот. Дедо Мраз доаѓа тука низ Македонија, гледа никој не крева рака, отиде кај да отиде. Може би нека Грчка. Гледайте, упорноста се исплати. Знаете како викаат? Така, не ја фаќа девојката најубавиот дечко, најупорниот. Е сега, исто е за све у животот. Ако сакате цел да се постигне, мора упорност, мора истрајност, мора постојано креација. Некојаш зборам со луѓе кои што се у секторот на продажба. И он ќе почне да му продава на некој, ќе му продава на некој, овој пружа отпор. Викам, не прекинувај, ако пружа отпор, само биди креативен да продолжиш да се у комуникација со неј. Ама овој, заради тоа што купувачов пружа отпор, он ќе се откаже. Ама купувачов последно време баш му треба тој продукт. Си вика, кај овој, што ми го нудеше продуктот? И него го нема, и ќе си најде друг човек што го нуди тој продукт. И овој за џабе се трудил. Затоа што не истрал. До крај. Животот е маратон. И ако сте вие спремни за 100 метри трка, не функционира. Мора да сме упорни. Мора да сме креативни. Мора да сме истрајни. Универзумот не сака. Ама сака да покажеме дека ни значи. Универзумот сака да не награди. Ама сака да види дека ни значи. Сака да види дека се вложуваме. Сака да види дека сакаме да играме. И колку по-лесно го правиме тоа, побрзо ќе дојдат работите. Не мора да е тешко. Може да е убаво. Може да е фантастично лесно и може да е, што е најважно, интересно. Дечки, ви благодарам што мевте со мене во оваа година. Продолжуваме од понеделник повторно. Сакам да си запишете цел. Баш вака како што ви ја кажав. Направете ја сликата од тоа што веќе го имате. И ве молам, запишете си го тоа некаде, кое што го визуализирате како што треба. Одработете ги овие чекори за кои што зборував сега. Но гледате, на почетокот е многу важно да го сетираме умот. Нема колебање, позитивна одлука, нема загриженост, лесно е. Тоа е умствено сетирање. После доаѓа заинтересирано што сакаме да постигнеме, после доаѓа како да го формулираме, да го визуализираме дека веќе е завршен. Па после тоа доаѓа акција и после тоа доаѓа истрајност ако не успееме. Одма со акцијата ни треба упорност. Дечки, ви благодарам за целата прекрасна енергија што ми ја дававте оваа година. Продолжуваме од наредната пак. Ви посакувам среќни новогодишни празници. Ке речев и Божиќ, ама ќе се видиме пред Божиќ, затоа што ќе се видиме на 3. Така да, среќна нова година. За тие со кои што нема се видам, може би нема да бидете на мојот лайф. Може би до Божиќ, за многу години Божиќ. Се гледаме со вас кои што сакате сте тука на 3. Се надевам дека сите ќе бидеме тука на 3.
дури поише луѓе, така да тоа е мојот постулат. На трети да бидем уште повеќе отколку што бевме денеска и секој нареден лайф да има повеќе и повеќе луѓе кои што ќе се дружат со нашава група. Дечки, ви благодарам за многу години, нова година, празници, ве сакам, ве обожавам и ви посакувам овој постулат или овие постулати кои што денеска ги помисливте да ви се остварат наредната година. Тоа е тоа што ви го посакувам од срце. Чао! Се гледаме повторно после новата година. Бај-бај!